Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денес ми е навистина драго што на покана на градоначалникот на градот Скопје Петре Шилегов сум на посета на овој градежен објект. Сметам дека навистина е важно да се истакне дека градот Скопје во изминатиот период навистина вложува во инфраструктура, но во суштински објекти кои што значат подобрување на квалитетот на живење на граѓаните, подобро поврзување на сите делови од градот, но исто така тоа директно влијае и на подобрување на економијата и пристапот на компаниите до таа инфраструктура која што се гради. Но јас сум сигурна дека градоначалникот ме покани на овој објект не само да видиме до каде се овие градежни работи, туку заради тоа што главен архитект на овој круцијален мост во нашиот град е жена, главниот архитект кој што или архитектка која што го следи и го гради овој објект. Жените навистина и во светот и во нашата држава градат мостови, но не само фигуративно, тука имаме и практично прикажување дека жените навистина може да градат вакви објекти кои што се од огромно значење не само за градот, туку за целата наша држава и на тој начин ја менуваме перцепцијата за тоа што е машка, што е женска професија. Јас само сакам да ја честитам за сите објекти кои што досега ги има изградено, исто така и на компанијата која што гради и ја дава довербата да таа биде главен архитект тука. Благодарам. Денес имам чест да бидам домакин на вице-премиерката за економски прашања во владата на Република Северна Македонија, госпоѓа Мила Царовска, да извршиме увид на интензивните градежни работи кои што ги започнавме пред неколку месеци, а кои што се во форма на изградба на мост на новиот коридор кој што го работиме овдека, фактички втората фаза од пробивањето на булеварот Аснон. Веќе може да видите дека полека се ставани темелите и јас очекувам дека за непол месец дена ќе бидеме сериозно видливи на површината. Станува збор за инвестиција од околу 5,6 милиони евра, средства на градот Скопје, во кој што треба да биде изработен овој мост од габарит на мостот Гоце Делчев, значи 2 пати по 3 сообраќајни ленти, 2 пати по велосипедска и пешачка патека, со кој што коридор ќе го возможиме урбаното движење на граѓаните на Скопје од општина Аеродром кон општина Газибаба, бидејќи финално излегуваме кај раскрсницата кај Саем и ќе направиме едно полеснато движење за жителите на нашиот град. Работите се одвиваат со предвиденото темпо, така што јас очекувам дека некаде средината на идната година веќе ќе можеме да зборуваме за привршување на оваа сериозна инвестиција на нашиот град, имајќи во предвид дека вистински мостови не се градени повеќе од 20 години во Скопје. Благодарам. Здраво на сите, јас сум Ивана Димитрова, јас сум магистар по технички науки од областа на градежништвото, јас сум раководител на овој мост. Досега имам изработено повеќе мостови на автопат Кичево-Охрид. Исто така, на почетокот од мојата кариера ја изградив и спортски центар Јане Сандански, кој што се наоѓа еве веднаш до овој мост кој што моментално се гради, Кривичниот суд во Скопје, како и катна гаража Солунски конгрес во Скопје. Така да зад себе имам големо искуство и упорна работа за да докажам дека жените може да се носат подеднакво со мажите во ова, иако засега сметана за машка професија.